Цело време као деца се вртевме околу музиката, веројатно неталентирани за изведувачи и нешто слично, баравме начин преку музиката да почнеме да се издржуваме себе си. Приказната за Авалон продукција започнува на почетокот на 90-тите години, што пак се поклопи као време со периодот кога од дома престанаа да имаат и законска обврска да не издржуваат и да ни даваат некои екстра пари. И така во септември 93 година е направен првиот за тоа време огромен концерт за Македонија со електрични оргазам во Куршумлијан, на кој што точно се сеќавам имаше некои 850 посетители, за да со тек на време и работа дојдеме во ситуација да се селе нормални концерти во Македонија, концерти на изведувачи као Лени Кравец и Сантана, на кои има од 10 до 14-15 илјади публика, или пак на изведувачи као Боб Дилан, кои што се навистина од неверојатно големо значење во целиот свет, а камоли за Македонија. Најтешко во нашиот бизнис, впрочем како и во сите други бизниси веројатно, е да се направи вистинска проценка до кај смее да се ризикува. Среќа е што ние во Авалон никогаш не сме ризикувале, ние сме влечеле луди потези. И нашите пријатели многу потези ги имаат ценето за луди, ама на крај епилогот бил лудо добар. Без ризик нема шанса да се исплива од просечност. Голема пресвртница во нашиот бизнис представуваат две епизоди. Првата е февруар 2007 година, кога ја направивме најголемата лудост до тогаш. Отидовме во Белград на туѓа територија и го направивме најголемото шоу во затворен простор на сите времиња со 25.000 посетители, Iron Maiden на Белградскиот саем. Втората епизода е таа што се случи ова лето со Еми Вајнхаус и Моби на Калемегдан. Нема потреба многу да објаснувам за тоа. За тоа се објаснуваше од CNN преку BBC и преку насловната страна на Yahoo. И после таа вечер мислам дека више ништо не е исто во нашава работа и во Авалон продукција. Секој кој започнува некој сопствен бизнис, би било добро да се труди да биде иновативен, да иновира, а не да копира. Тој од кого копираш секогаш 3-4 чекора ќе биде пред тебе. Сметам дека е многу битно да се следат глобалните светски токови во она што го работиш, за да не ти се деси ти да преспиеш и едноставно некој да види нешто што се случува глобално и онда тоа да ти го донесе дома локално, да те фати на спиење и едноставно да го уништи она што си го работил ти до тогаш. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис.